Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на КТР телевизија. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово излезе на пресконференција каде повторно ја обвини работата на локалната самоуправа и градоначалникот Дамјановски во врска со превозот на учениците. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН излегоа на пресконференција кој повторно ја обвинија работата на локалната самоуправа и на градоначалникот Дамјановски во врска со превозот на учениците, потенцирајќи дека тој залудно се обидува да се оправда во овој мега скандал. Тие бараат разрешување на овој случај. Шокантни се податоците во споредбата на трошоците за превоз на учениците во општина Куманово во споредба со оние во општина Битола, која е под постојана лупа на СЈО. Еден таков пример се трошоците за дестинација Битола-Ресен, која е во должина од 37 км и просечна цена по ученик изнесува 2,86 денари. А за дестинацијата во така наречената прва зона на ученици од средно училиште, односно Проевце Куманово, Зелен рид со Гоце Делчев Куманово, Бедиње Куманово, Ајдучка чешма со Перо Чичо Куманово, Бабин дол Куманово, Черкезе Куманово, Железничка станица Куманово, амбуланта Тодемен дол Куманово, Карпош Куманово, Горно Којнаре со Долно Којнаре Куманово и назад, во должина од 38 км, кумановчани плаќаат неверојатни 236 денари по ученик по километар, односно 82 пати поскапа цена по ученик. Ако општината Битола и градоначалникот Владе Талески организирале превоз на дестинација Битола-Лапци во должина од 3,2 км со цена поединечно по ученик од 12,18 денари, имаме индиции и затоа го прашуваме и градоначалникот, кој одеднаш стана многу транспарентен, а со години се молчеше за овој превоз, да одговори дали општина Куманово и тој организирале превоз на ученици на дестинација Споменик Костурница од место викано Пармакови ниви до општинско основно училиште 11 октомври и обратно во должина од 2,2 км со цена на ученици поединечно од застрашувачки 12.545 денари, односно шокантни 1029 пати поскапа цена по ученик по километар. Повторувам, 1029 пати општина Куманово плаќала поединечно за ученик и тоа на помала дестинација од општина Битола. Па авионски да беше, поевтин ке беше. Апелираа до сите надлежни државни институции да го проверат работењето на Зоран Дамјановски и целосно да го истражат сомнежот за огромниот криминал кој што го наведуваат тие. Проектот Мобилен систем за снимање со камери беше презентиран на граничниот премин Табановце. Таму беше присутен министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Тој делеше едукативни материјали за запознавање на учесниците во сообраќајот за влијанието на заморот и брзото возење. На граничниот премин Табановце беше презентиран проектот Мобилен систем за снимање со камери. При оваа презентација беше присутен министерот за внатрешни работи Митко Чавков, кој најави дека на овој начин ќе биде означен почетокот на превентивна акција за безбедност во сообраќајот на патиштата. Ова е проект кој е поврзан со снимањето на службените дејствија од страна на сообраќајната полиција. Имено интенцијата на овој проект, односно на операционализацијата на овој проект е подигање на интегритетот на полициското постапување, односно обезбедување на законитост во преземањето на секое службено дејствие, и тоа е практично на иста линија како и многуте политики кои што во рамките на министерот за внатрешни работи ги имаме до сега донесено, утврдено и операционализирано преку различни стандардни оперативни процедури. Значи, крајната цел и крајната интенција е постигање на две комплементарни цели. Едната цел е обезбедување на безбедност на граѓаните и на заедницата, а во исто време и почитување на човековите права и слободи. Така да во оваа прилика сакам да ја изразам и благодарноста на програмата ИЦИТА под Соединените американски држави, Министерство за правда, кои го помогнаа тој наш проект и се надевам дека овој проект е само стартна позиција или почеток за
ширење и во другите полициски структури кои работат на терен и кои имаат директна комуникација со граѓаните на Република Македонија. На граничниот премин Табановце беше представен овој нов проект пред граѓаните на Република Македонија. Почнувајќи од 1 јули оваа година започна неговата практична имплементација, односно користење на мобилни камери од страна на полициските службеници кои извршуваат работни задачи во мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата. Тоа значи дека секој полициски службеник од мобилната единица за сообраќај не само што има право, туку и обврзан да го сними секое свое преземање на полициска мерка, полициско действие или секоја своја полициска постапка во односот кон граѓаните. Во пракса, во делот на сообраќајот, тоа би значило дека од моментот на сопирање на возилото, целиот процес на контролата на возачот, на возилото, дали се работи за техничка контрола, алкотестирање, контрола на брзината на движење, се до изрекување на мерка, се до моментот на ослободување на возачот, целата таа постапка ќе биде аудио и видео снимана со помош на тој мобилен систем, односно со камерата. По завршување на смената и враќање во база, полицискиот службеник е обврзан целиот тој снимен материјал преку соодветен систем да го префрли во базата на податоци лоцирана во Министерството за внатрешни работи. При тоа нема можност ниту да врши прегледување на материјалот, ниту да врши корекции, снимање или било што друго. Материјалот согласно законот за полиција во базата на податоци во МВР се чува 45 дена, пошто системот е така прилагоден, автоматски го брише значи оној материјал за кој што се истечени овие 45 дена. Обезбеден е и пристапот до овој материјал, значи строго е определено кои полициски службеници, кои раководни работници во Министерството за внатрешни работи имаат пристап до овој материјал и начинот на кој што ќе се врши пристапот. При тоа самиот систем води електронски дневник за тоа кој пристапил, кога пристапил, во кое време и кој материјал го прегледува. Системот е едноставен за користење, се состои од камера прицврстена на крагната на кошулата или пак на капата. Во самата камера има сместен софтвер за снимање. Полицискиот службеник е должен да ја сними секоја своја постапка, а пред да започне со снимањето, должен е да ги извести учесниците во сообраќајот кој ги контролира дека целокупната постапка ќе биде снимена. Полициските службеници не смеат да користат други уреди за снимање на своите постапки и не смеат видеоматеријалот да го пренесуваат на социјалните мрежи. Целта на проектот е да се подобри полициската работа, да се заштитат правата на граѓаните, да се спречат можностите за корупција, како и обезбедување на еднаквост пред законот. Тие апелираат до граѓаните на Република Македонија да го прифатат овој проект на сообраќајната полиција, биејќи е во нивен интерес, кои очекуваат истиот да резултира со подобрување во целокупната безбедност во патниот сообраќај. Денеска во Кривичниот суд во Скопје се одвива рочиштето за предметот дива населба за случувањата од 9 и 10 мај минатата година. Главната расправа за предметот, кој е во фаза на сослушување сведоци, е се уште затворена за јавноста, бидејќи пред судот се сослушуваат заштитени сведоци и полициски службеници кои учествувале во акцијата во Кумановската дива населба. До крајот на месецов на 28 јули е закажано уште едно рочиште, пошто судот и одбраната ќе треба да се договорат дали ќе биде направена пауза или ќе бидат закажани следни термини за судење и во текот на месец август. Процесот започна на 9 февруари и оттогаш беше прекинуван неколку пати. Причината за прекин на постапката беше спојувањето на предметите дива населба и молња. Поради обемноста на предметот во кој обвинети се 37 лица, судот неколку недели не можеше да најде соодветна просторија во која ќе бидат исполнети безбедносните и техничките услови за одржување на главна расправа и во која ќе може да бидат сместени обвинетите и нивните адвокати. Судењето сега се одвива во големата сала на Врховниот суд, која со одлука на владата му беше отстапена на Кривичниот суд на привремено користење во рок од 6 месеци. Во предметот дива населба обвинети се 29 лица кои се товарат за сторени кривични дела, терористичко организирање и тероризам. Обвинетите се произнесува дека не се чувствуваат виновни за делата што им се ставаат на товар. На досегашните рочишта беа сослушани бројни сведоци на обвинителството, роднини и соседи на обвинетите и полициски службеници учесници во дводневните вооружени престрелки во Куманово. Во предметот молња обвинети се 8 лица за помагање на вооружената група. Како дел од проектот за реконструкција и асфалтирање на повеќе улици низ градот со бекатон плочки, уредена е и улицата Прохор Пчински, која се наоѓа во центарот на градот во близина на Стара црква.
На официјалното пуштање во употреба на санираната делница, градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски заедно со представници од локалната самоуправа се сретна со жителите од овој дел од општината. Уредениот дел од улицата е околу 460 квадратни метри, во должина од 140 метри, а со оглед на цената од 1000 денари по метар квадратен, во кој што спаѓаат и скопите, подлогата и бетонот, целокупната вредност на зафатот е околу 460.000 денари. Тоа е едно старо градско јадро, желба на граѓаните од пред повеќе години, во склоп на тековно одржување, летно, како што најавивме, значи ова е агенда од таа развојна програма, големината на улицата е негде околу 460 квадратни метри, вредноста 140 метри, има, бидејќи тоа е старо градско јадро, разни, на некој место имаме 4 метри, некој 3 метри, така да 460 квадратни метри. Жителите се задоволни од ангажманот на одговорните и тоа што повеќе нема да газат кал на улица среде Куманово. Со програмата за реконструкција на патната инфраструктура во наредниот период ќе бидат опфатени улиците 6 април и 30 јули. Продолжуваме со таа развојна програма, сега се селиме на улица 6 април и 30 јули. Од таму имаме исто една тековно одржување на асфалтна инфраструктура и на бетонска инфраструктура и потоа идеме Бабин дол, имаме еден дел од Бедиње, така да оној дел што го зацртаме како развојна програма оваа година се надевам до август месец, негде средината ќе биде завршен. А Дамјановски истакна со оглед дека базените се во завршна фаза, наскоро ќе располага со повеќе финансиски средства кои ќе се користат за решавање на вакви инфраструктурни проблеми. Утринава 2 часа по полноќ, регионалниот центар за гранични работи Север откриле 31 лице илегални мигранти во липковските села Лојане и Ваксинце, информираат од Министерството за внатрешни работи. Службениците, постапувајќи по предходно изготвен план за откривање и пронаоѓање на илегални мигранти кои престојуваат на отворен простор во Липковскиот крај, ги откриле мигрантите, од кои 22 лица биле државјани на Сирија, 5 мина биле пакистанци, како и по 2 лица од Авганистан и Мароко. Од Министерството за внатрешни работи додаваат дека за пронајдените лица постапката е во тек. И оваа летна сезона кривопаланчани од најмали до највозрасни спортуваат и се рекреираат на повеќенаменското спортско и на тениското игралиште, со кој стопанисува јавното претпријатие Комуналец од Крива Паланка. Посетителите се најбројни попладне и прек вечерина, кога температурите се пониски, а цените за користење на овие терени се поволни. И ова лето повеќенаменското спортско и тениското игралиште во Крива Паланка се полни со луѓе од сите генерации. Најактивни се децата и младите кои тренираат различни спортови и ја одржуваат својата кондициона форма, се рекреираат и се забавуваат на отворено. На градскиот спортски терен и тениското игралиште со кој стопанисува јавното претпријатие Комуналец, најмногу посетеност има во попладневните и вечерните часови, додека интересот за спортската сала во овој период од годината е намален. Повеќенаменското игралиште е бесплатно за користење до стемнување, додека под рефлектори се наплатува 600 денари за час и половина. Цената за користење на 1 час на тениското игралиште е 150 денари, односно 200 денари за час и половина денски или 300 денари за час и половина под рефлектори. Во овој период најпосетени места за спортските активности се повеќенаменското игралиште, кое додека се види е бесплатно, а после под рефлектори час и половина е 600 денара. На тениското игралиште исто така има добра посетеност за интерес за тенис играње. Во спортската села сега е намалена активноста бидејќи е потопло и надвор е подобро за рекреирање и спортување. Цената на тениското игралиште е за час и половина 200 денари, а под рефлектори час и половина е 300 денари, а за час е 150 денари. Со цел одржување на зелените површини во градот, како и на повеќенаменското спортско игралиште, јавното претпријатие Комуналец набави современа косилка со која редовно се одржуваат овие терени.
Во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово беше отворена изложба на колажи од авторката Валентина Илиевска под насловот "Малото девојче во светот со големи очекувања за човекот". Кумановци имаа можност да разгледаат 25 дела на четвртата поред самостојна изложба на авторката Илиевска. Колажите на авторката Валентина Илиевска под насловот "Малото девојче во светот со големи очекувања за човекот" беа изложени во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Изложбата е одраз на секојдневните случувања и нашите обкружувања, за падот на империјата со која раководи емоцијата, помалку критикувани, а повеќе вреднувани со ликовниот јазик. Комбинираната техника во делата е симбиоза на сликарските техники, како пандан за затечената состојба на современиот човек. Во првиот циклус бев инспирирана конкретно од човековите вредности, каде што беше символот коцкава земена за пример, и таа суптилност се испреплетуваше во моиве дела, така се провлекуваше низ едно сиже. Успешно беше тоа твориште што го градевме низ текот на периодов, што имаше убав одзив и од самата публика и самите колеги, така да успешно ја водам таа приказна и понатаму. Вкупно 25 дела на Илиевска, која е магистар по конзервација и реставрација на дзидно сликарство, беа презентирани пред кумановската јавност. Тука се вклучени само цртачките и графичките материјали, значи моливот во боја, темперната, акрилот, комбинирано различна квалитетна хартија, што ми е многу карактеристично за мојава струка како графичар. Ова е четврта изложба на Илиевска, учествувала и на многобројни групни изложби и колонии во Македонија и Европа. Незините дела ќе бидат изложени 14 дена во Центарот за култура. Во рамки на манифестацијата Топол културен бранд 2016, која ја организира локалната самоуправа на Крива Паланка во соработка со Националната основа Центар за култура, а со финансиска поддршка од Министерството за култура. Вечерва со почеток во 20 часот на градскиот плоштад, културно-уметничкото здружение Фолклористи ќе одржи целовечерен настап за публиката. Во рамки на манифестацијата Топол културен бранд на градскиот плоштад во Кратово вчера вечер целовечерен концерт одржа познатиот рок состав Пеперминт. Публиката од сите генерации имаше можност да ужива во богатиот репертоар кој што го понудија изведувачите. Кратовци од најмали до највозрасни вчера вечер на градскиот плоштад се забавуваа со бројните изведби и хитови на популарниот рок бенд Пеперминт. Целовечерниот концерт е во рамки на манифестацијата Топол културен бранд 2016, која ја реализираат локалната самоуправа на општина Кратово со финансиска поддршка од Министерството за култура. Во рамките на Топол културен бранд ќе реализираме уште еден настан, тоа е настанот поп-рок концерт на групата Пеперминт од Скопје. Тоа ни е втор настан во текот на Топлиот културен бранд и мислам дека навистина ќе предизвика интерес и кај помладата и кај повозрасната публика, бидејќи нивните песни навистина се популарни, ги веселат и ги радуваат сите генерации. Членовите на Пеперминт кои првпат настапуваат во Кратово, задоволни од градот како и од атмосферата на концертот. Првпат во Кратово, првпат и ептен ни е кејф затоа што на прво влегување во Кратово прва забелешка ни беше колку е убав градот. Многу убаво некако публика реагираше на песните што ги свиравме, сите беа среќни, весели, така да ја искрено ако ми даете стане, ја ќе сакам да се преселам овде. Супер, многу убаво, првпат свириме во Кратово и мислам градот е преубав и преубава свирка направивме. Фантазија. Ја уживам од колку сме тука веќе 7-8 сата, прекрасно е стварно, има позитивен народ, убави девојки, пивце, сокче. Општинската организација Црвен крст од Кратово ја искористи вечерта и за една хумана димензија. На две локации беа поставени пунктови за собирање на донации за лекување на малата Елеонора Стојановска од Крива Паланка.
Значи решивме оваа вечер да искористиме, односно општина Кратово со помош на Црвениот крст од Кратово, решивме да искористиме вечерта овој концерт за да собереме некои донации за Елеонора Стојановска од Крива Паланка, 3-годишното девојче на кое што му е итно потребна операција за да може да проводи. По низата културни и музички случувања во градот, меѓу кои и слатните денови, кои собраа бројна публика од целата земја. Топлиот културен бран во Кратово во месец август ќе продолжи со поетско читање. Според пред 2 дена подпишаниот договор за спроведување на договореното од Пржино, денеска во собранието треба да се усвојат измените во изборниот законник што се однесуваат на прочистување на избирачкиот список. Тоа значи дека денеска пратениците на СДСМ треба да се вратат во собраницката сала, а седница со таква точка на дневен ред се уште не е закажана. Последен пат пратениците на опозицијската СДСМ го напуштија собранието откако не беше прифатен нивниот рок до кога требаше Уставниот суд да се изјасни за уставноста на законот за специјалното јавно обвинителство. Новиот договор подразбира дека до 31 август треба да се исполнат неколку услови за одржување фер и кредибилни избори на крајот на годината. Условите се однесуваат на избирачкиот список, медиумите, работата на Министерството за внатрешни работи и на специјалното јавно обвинителство. На 31 август лидерите на 4 партии треба да се сретнат и да одлучат дали се исполнети договорените обврски и да го одредат датумот за предвремените парламентарни избори. Француското јавно обвинителство соопшти дека покренало обвиненија против 5 лица поради вмешаност во нападот во Ница. Реджеп Тајип Ердоган призна дека имало значителни пропусти во работата на разузнавањето пред обидот за воен преврат во Турција. Доналд Трамп прифати да биде кандидат на Републиканската партија за нов американски претседател на изборите што ќе се одржат во ноември. Ова се вестите од светот. Француското јавно обвинителство соопшти дека покренало обвиненија против 5 лица поради вмешаност во нападот во Ница, при кој осомничен исламист со камион влета во толпа луѓе убивајќи 84 лица, а над 3000 беа повредени. Според обвинителството, троица од нив, Шокрица, Мохамед Валид Г и Рамзија, се обвинети дека се соучесници во убиство извршено од група поврзана со терористи. Покрај за ова дело Рамзија заедно со брачната двојка албанци Артанха и Енкеледжес се товари за кршење на законот за поседување оружје и за членство во терористичка група. Тие троица се осомничени дека учествувале во обезбедувањето на пиштолот со кој напаѓачот Булел пукал врз полицијата пред да биде убиен. Досегашната истрага покажала дека четворицата мажи и жената биле вклучени во подготовките за нападот кој е планиран повеќе месеци, како и дека еден од нив го снимал местото на злосторството еден ден по нападот, иако таму се наоѓале голем број полицајци и новинари. Иако групата Исламска држава ја презеде одговорноста за нападот, сепак според обвинителот не е утврдена врска меѓу напаѓачот и оваа терористичка организација. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган призна дека имало значителни пропусти во работата на разузнавањето пред обидот за воен преврат и затоа вети брзо преструктурирање на вооружените сили. Ердоган во своето прво интервју по објавувањето на вонредната состојба во земјата изјави дека нема пречки истата да биде продолжена и по завршувањето на 3 месеци, доколку тоа биде неопходно. Турскиот претседател кажа дека движењето на исламскиот проповедник Фетула Ѓулан, кого го смета за мозокот на обидот за превземањето на власта, ќе биде третирано како уште една сепаратистичка терористичка организација, какви се и курдските вооружени групи со кои државата се бори веќе 3 децении.
Доналд Трамп изјави дека со смиреност и благодарност прифаќа да биде кандидат на Републиканската партија за нов американски председател на изборите што ќе се одржат во ноември. Трамп ја обвини Хилари Клинтон, неговиот политички ривал од Демократската партија, дека нејзиното наследство како државен секретар од првиот мандат на председателот Барак Обама се изразува со смрт, разузнавање, тероризам и слабост. Како што јави американските медиуми, тој пред делегатите рекол дека безбедноста во САД е намалена, а светот станал понестабилен откако Клинтон застана на чело на Стейт департменот. Фудбалерите на Шкендија го продолжуваат својот настап во второто по квалитет европско клупско надпреварување Лига Европа. Шкендија синоќа во реванш над преварот од второто квалификациско коло го совлада Нефчи од Азербејџан минимално со 1-0, па по нерешените 0-0 на првиот надпревар во Баку, тетовската екипа се пласираше во третото коло. Единствениот гол на надпреварот го постигна Бесар Ибраими по акцијата на Благоја Радески. Во вториот дел тетовци имаа уште неколку можности за гол, резултатот остана непроменет. Гостите од Баку завршните 20 на минути ги одиграа со играч помалку, откако македонскиот репрезентативец Ванче Шиков заработи втор жолт картон, пошто пред време го заврши мечот. Противник на Шкендија во следната рунда ќе го имаат составот на Млада Болеслав од Чешка. Првиот меч ќе се игра на националната арена Филип II во Скопје на 28 јули, додека реваншот е на 4 август во Чешка. Македонскиот шампион МЗТ Скопје Аеродром, откако прифати да учествува во Еврокупот, веднаш ги доби и противниците. МЗТ Скопје доби покана од Еврокупот за настап во ова надпреварување во новата надпреварувачка сезона, а мора да се напомене дека челните луѓе на клубот од Аеродром донесоа храбра одлука прифаќајќи да заземат едно од местата кои останаа слободни по откажувањето на италијанските екипи. Македонскиот првак ќе се најде во друштво на екипи кои во минатото беа дел и од најсилната континентална Евролига, но мора да се напомене дека МЗТ ќе има тешка задача уште во ведната фаза бидејќи се најде во група со многу силни екипи. Првите луѓе на Еврокупот го сместија македонскиот представник меѓу квалитетните Уникаха, Бајерн Мюнхен, Будуćност, Зенит и Мурсија, имиња кои секако се крајно респектабилни во Европа и кои важат за едни од најзначајните во домашните шампионати. МЗТ својата европска одисија ќе стартува на 12 октомври, кога на отворањето ќе го има и најтешкото гостување во Шпанија кај Уникаха, додека првиот надпревар пред домашна публика е закажан за 7 дена подоцна, кога во Јане Сандански ќе гостува екипата на Зенит. Најдобриот македонски пливач и олимпиец Марко Блажевски, кој неколку години наназад тренира и се надпреварува во САД, ќе биде дел од делегацијата на Македонскиот олимписки комитет и ќе плива на летните олимписки игри во Рио. Македонскиот олимписки комитет во согласност со повелбата на Меѓународниот олимписки комитет е единствено надлежна институција која одлучува за составот на македонската олимписка делегација на олимписките игри. Во случајот на Марко Блажевски, Македонскиот олимписки комитет потенцира дека донел принципијална одлука со која е предвидено во интерес на развојот на спортот и интересите на поширокиот број на врвни спортисти, дека еден спортист не може да учествува на 2 олимписки игри со вајлд карта. Марко Блажевски не исполнија олимписка норма и според ова принципиално правило не можеше да учествува на олимписките игри во Рио. Согласно интензивната комуникација која Македонскиот олимписки комитет имаше во изминатиот период со Меѓународниот олимписки комитет и ФИНА, барајќи поволно решение, даде предлог одлуката со која Марко Блажевски има вајлд карта да се промени во одлука според која е квалификуван спортист за учество на олимписките игри во Бразил. Согласно на новата одлука на ФИНА според која Марко Блажевски е квалификуван за настап на олимписките игри во Рио, Македонскиот олимписки комитет донесе одлука за вклучување на Марко Блажевски во олимписката екипа на Македонскиот олимписки комитет кој ќе учествува во Рио. Македонија ќе ја представуваат уште Иристе Пандев и Дрита Ислјами во атлетика, Анастасија Катерина Богдановски во пливање, Нина Балабан во спортско стрелаштво со воздушна пушка и Катерина Николовска во џудо. Анастасија Богдановски ќе биде знаменосецот на македонската експедиција на свеченото отворање на олимписките игри во Рио де Жанеиро, што ќе се одржи на 5 август. Искусниот фудбалски стратег Сем Алардајс ќе седне на клупата на англиската фудбалска репрезентација, потврди шефот на фудбалската асоциација на Англија Грег Дайк.
Тој е номиниран од страна на Фудбалската асоциација на Англија како единствен кандидат, а неговото официјално назначување е само чиста формалност, односно управниот одбор да даде зелено светло. Алардайс моментално е менаџер на премиер лигашот Сандерленд. Од клубот се свесни дека веројатно ќе го загубат тренерот кој ги извркуваше од испаѓање 2 сезони поред. Како негов најсериозен наследник на клубата на стадионот на светлината се споменува поранешниот менаџер на Евертон, Манчестер Юнайтед и на Реал Сосиедад Дейвид Мојс. Хуан Лопетеги е именуван за нов селектор на фудбалската репрезентација на Шпанија. Тој ќе биде на кормилото на Црвената фурија во дуелите против македонската репрезентација во квалификациите за светското првенство во Русија. Лопетеги, кој беше селектор на младинските репрезентации на Шпанија до 19, 20 и 21 година, доаѓа на местото на Висенте Дел Боске, кој по лошиот настап на Евро 2016 во Франција се пензионираше. Пресметките меѓу руските и англиските навивачи беа најнеубавиот дел од последното европско фудбалско првенство, а според најавите очигледно хулиганската војна ќе продолжи и на следниот мундијал кој ќе се одржува во Русија. Англиските навивачи најавуваат дека ќе соберат истакнати членови од сите навивачки групи, на кои ќе им се приклучат и оние кои не можеа да патуваат во Франција поради актуелните забрани кои ќе истечат до мундијалот. Русите од друга страна се закануваат со поопасни последици по англиските фанови, нивните големи ривали велат дека мора да има одмазда и тоа на нивна територија. Најбрзиот човек на светот Юсеин Болт ја подржа суспензијата за руските атлетичари на Олимписките игри во Рио де Жанеиро. Тој вели дека ако имате докази, фатите некого, тогаш дефинитивно треба да преземате акција против него. Правила си се правила, Болт се надева дека суспензијата е адекватна со цел за чист спорт. Руските атлетичари, како тркачите, така и оние во техничките дисциплини, и официјално нема да учествуваат на престојните Олимписки игри во Рио де Жанеиро, откако апелациониот суд во спортот ја отврли жалбата на Рускиот олимписки комитет и на 68 надпреварувачи определени за настап на игрите. Во посебна постапка, Меѓународниот олимписки комитет ја испитува можноста за исклучување на сите руски спортисти од престојната олимпијада по добиените резултати од втората антидопинг истрага против Русија, за која се вели дека одново потврдила оти постои државно спонзорирање на стимулативни средства за спортистите. Времето во Македонија денеска сончево и топло со слаб северен ветер. Да погледнеме метео за североистокот. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Останете на К3, имајте пријатна попладне.